добре дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Штом нешто тарашкам вакво низ рацете, тоа значи дека имам некаков уметник во студио. Особено чест и задоволство е не само што е уметник и што е автор и музичар, се работи за моја колешка од исто тука од телевизијава, тоа е Мери Тодорова Младеновска. Мери, добро вечер, добре дојде. Добро вечер и добро ве најдов. Ви благодарам за поканата сепак и задоволство ми е што јас работам со проектот Лице и дела за оваа телевизија. И ете така малку се чувствувам како дома, нели? Но така. Ја почнав многу онака пријателски и за разлика од телевизискиот бонтон, наместо да те персира, на ти почнав, а ти ми врати со вие. И тоа е, нели, и двајцата сме водители, тераме своји проекти и секој со својот бонтон. Опушти се на ти да бидеме, иако не сме се сретнали и денеска се запознаваме, мене ми причинува задоволство. Јас својата емисија која веќе тркалам скоро 2 децении, секогаш ми било особена радост и задоволство да презентирам нечии дела. Македонски творци, музика, сликари, уметници, поети, книги, било што, филмови па најмногу, иако се најретки. И ти благодарам на честа што одлучи промоцијата на твојот албум, твоето дело, да го направиме овдека во мојата емисија, да поразговараме за музика, да пуштиме спот. Мислам дека тогаш не ја чувствувам емисијава како работа, туку како вистинско задоволство. Кажи ми, пред да идеме малку за албумот, малку за тебе, мојата публика да те запознае, твојата те знае, со години си го тераш тој твој проект Лице и дела. Да. Кажи ми за тебе малку повеќе. Оваа уметничка страна, новинарската ти ја знаеме, сега за уметничка. Па вака, јас со музика, например, и со уметностите со кои што се занимавам сите, се занимавам откако знам за себе, нели? Секогаш во животот најмногу ме привлекувала уметноста. Како созревав, уште повеќе осознав дека мене само уметноста, значи само преку уметноста можам да се представам така каква што сум во суштина. И тоа ми беше најдобро поле за изразување. Значи паралелно се случуваат работите кај мене. Сега со музика, значи некако најрано откриле и моите и роднини кои што се занимаваат, нели, со таква дејност што ги имам јас во фамилија, дека сум талентирана за музика, конкретно за пење, затоа што со инструментите немам нешто баш допирна точка. Напротив на тоа пак сестра ми добро пее и сама се научи да свири на гитара. Фамилиарна работа? Да, и со уметност, значи мајка ми се занимава со ликовна уметност. Навистина можам да кажам дека и слухисти се. Наназад во генерациите сум слушала за мои предци што биле навистина талентирани музички. Тоа е талент кој што најрано е откриен кај мене. Подоцна некако со ликовната уметност. Најпрви, нели, ете како желба, сум ја гледала мајка ми како слика, пак и јас сакав. Интересно е кога, ете, во едно семејство има ликовен уметник, нели, можеби нема врска дали академски или не е, самоук, нели, талентот доаѓа од друго место, значи ние не го научуваме, не го нарачуваме, не го купуваме. Многу сакам малце поише за тоа да збориш. Јас сакам да чујам за тоа. Секако. И со сестра ми сме 7 години разлика, точно до ден, значи на ист ден сме родени. Најубавиот поклон што сум го добила во животот од сестра ми. И како растеше и сестра ми, така мајка ми ќе земе да работи нешто, да слика и ние околу неа. Дај ми, јас сакам, најпрви ни беше, нели, малку необично сега, мали деца со маслени бои, малку е, не знам, покомплицирано, нели, но полека почна да не ослободува, почнав јас да се ослободувам и сестра ми покрај мене. И некако така се развиваше, нели, талентот, затоа што талентот треба да се работи на тоа, да се вежба, да се гради постојано. Потоа како созревав, почнав да се интересирам и за, нели, историјата на уметност. Не во смисла кој што направил пак сега јас да копирам. Мене секогаш ми инспирирале убавите работи. Значи, кога гледам дека нешто е навистина многу добро сработено,
дека има суштина пред се, нешто што ќе ме заинтригира, нешто што ќе ме натера да мислам малку подлабоко и да најдам некоја внатрешна, приказна, нешто длабоко, мене ме инспирира да работам уште повеќе и да создавам свое. Значи, тогаш некако мојот свет се развиваше се повеќе, се ширеше, ми се ширеа видиците. И сакав да се запишам на ликовна академија, ајде за средно, како дете од Прилеп, сега во Скопје малку им беше и необично на родителите да ме пуштат, пак завршив општа гимназија и се обидов да се запишам на ликовна академија во Бугарија, ништо, и потоа во Скопје, и тука малку се разочарав. Што е тоа ништо? Не успеавте да се запишете или лошо беше? Не ме примија. Значи, не ве примија, одев добро? на приемните испити се супер, и во Скопје тука и на курсот по цртење. Имав навистина добри карактеристики за мене дадоа професорите, но беше што беше, сега да не навлегувам многу. Во ред, така. добро. И ништо. Јас некако, како да се откажав од тоа да студирам, да продолжам понатаму. И како што секогаш велам, јас се лутев многу долго време, години беа во прашање. Одеднаш, не може да кажам одеднаш, затоа што се случи после многу години, еден повозрасен семен пријател ми рече: "Зошто не сакаш да учиш?" Јас не можев да кажам дека не сакам да учам, туку си наоѓав изговори. Не дека не сакав, туку не можев да се пронајдам. Извини, ама нели тоа е тоа? Изговорот и несакање учење тука е некаде. Пак не знаев на што конкретно да се определам, каде би можела да се изразам најдобро. Тоа е млад човек и бунтовност. Така. И да го извадам тоа од себе што е најдобро, да покажам што носам во себе. Тоа ми беше најважно. И ете, за среќа во Штип се отвори Универзитетот Гоце Делчев. Најпрво таму бил педагошкиот факултет и потоа филолошкиот. Имав идеја на англиски, но немаше место, и на македонски. Македонски јазик и литература. Сега веќе кога сме, ајде кај литературата, зошто пак македонски јазик и литература? Мислам, да објасни се за гледачите, запиша македонски јазик и литература. Да, се запишав, да. Така. Значи, од желбите и премислувањата да отидеш на ликовна академија, си најдов некој свој пат, да можам да се изразам, и да научам нешто повеќе. Зошто македонски јазик и литература? Па затоа што убавото изразување и она што ние како родени говорители го поседуваме и го знаеме македонскиот јазик, сепак за мене представува еден вид уметност, затоа што треба човек да поседува и одреден талент и да биде умешан во сето тоа, а литература затоа што и литературата не ми е нешто што е страно, не ми е туѓо. Исто така пишувам, творам. Имам многу поетски творби, не сум се одлучила да Тогаш твореше, пишуваше? Пак јас почнав од 15 години ненадејно да творам. Не бев свесна дека го поседувам и тој талент, и таа гранка од уметноста, и некако си најдов јас пат да си се изразам. Немав некој проблем. Значи некако многу лесно ми одеше затоа што го сакав тоа што го работам. Под прашање. Вака размислуваше кога запишуваше? Ја мислам... Факултет? Да. Ја мислам... Очекував. Значи, секогаш тргам од себе. Јас сум поплитка особа, не сум толку подлабочен, ама кога ги запишувам тие или ги правам тие такви чекори, у моментот немам ја голема филозофска мисла. Отпосле, кога ќе ти дојдам ја гостинно емисија, ќе кажам, па да, види, јас... тоа беше еден аспект на космичка енергија. И тоа е така. Да. Него во моментот дали го размислуваше така. Многу свесно го правеше тоа или го правеше инстинктивно, така ти доаѓаше, а сега го перцепираш што во суштина била таа твоја одлука, се анализираш себе си и се согледува. Ова ми е многу интересно, бидејќи е процес на растење и многу интересно како млад човек обично повеќе на инстинкт работи, одошто со некој смислен, да речам, концепт. Да. Од овој момент гледано, сега ако се анализирам во тоа време, јас навистина очекував многу. Не се разочарав првично затоа што не сум на англиски. Очекував
и не можам да кажам сега бев горда јас на мојата одлука и така натаму, туку самото тоа што во самата програма стои македонски јазик и литература, мене ме заинтригира. Затоа што очекував да нормално факултете да се обработуваат класиците, делата, она анализа, да се извади пораката, поуката што носи едно дело, па како едно дело поставено и навистина тоа се случи понатаму. Навистина ми беше драго затоа што ние од самиот почеток започнавме со студиите со некои предмети кои што навлегуваа навистина и во уметноста. Ние се занимававме со европска цивилизација, светска цивилизација, како се живело, што историските аспекти, уметничките аспекти, културните аспекти, значи воопшто. А и читање книги, читање книги и класици и современи. Да, и современи писатели, значи не само во светски рамки, туку и во нашата држава, значи во Македонија ние имаме навистина многу квалитетни автори. Што те дојми од нашиве? Најмногу и на нешто што не само што сум посветила премногу внимание, нешто што ме трогнало најмногу, најпрво беше Венко Антоновски со Вештица и Папокот на светот и во одреден момент Кочо Рацин, меѓутоа поезијата на српски, она што му е него самиот почеток, затоа што тука има и родолюбива поезија, но претежно е генерално љубовна поезија. Која он ја пишувал на српски? Ја пишувал на српски јазик, да. И кога ја анализирав, нели, навистина, свесно или несвесно, тој си дал опис на самиот себе си, каков бил во суштина, значи, каков човек бил, за каков карактер станува збор. Ние уште не знаеме што сме имали. Да, и мене навистина подоцна кога ние го славиме, све имаме, денови, школи, ово, она, ама уште некако не ни е суштински јасно како какво чудо од човек сме имали. Сум имала многу интересни моменти, се случувало кога патував, нели? Патував на почетокот секој викенд. Одев за Штип и се враќав за Прилеп. И се случувало да не можам да најдам превоз од автобуска до станица, до железничка станица и да морам пешки да поминам низ Велес. Не е многу за пешачење, нели? Јас пак и обожавам да пешачам. И некаде во центарот на една зграда има стихови негови. И особено ме допираше стихот "Мене цел свет братски ми е". Значи, буквално кога поминував тука, имав некое такво чувство. Навистина ја почувствував длабочината на тој стих. И се пронајдов во сето тоа. Затоа што не сум тип кој што ги дели работите, на кој што му значи јас сум ова, пак не знам, некои патриотски чувства, не знам какви. Јас тргнувам од тоа. Своето го сакам, туѓото го почитувам. И така очекувам да ми се возврати, нели? Сакам таков и таа порака ја давам, и тој впечаток сакам да го оставам, и навистина, ете во тој момент тоа допрело до мене. Подоцна ја работев поезијата на Кочо Рацин и навистина сватив за каков лик станува збор, за каква личност. Во суштина, една нежна личност, а сепак многу бунтовна и голем револуционер. Имаш емоционална стабилност која ги кажуваш овие работи, што е пријатно, вака. Луѓе се или преладни, или се преемотивни, што секоја крајност е шизофренија, имаше една стабилност, така, еден професорско-учителски пристап и ми се допаѓа така. Па мене ме држи на една така добра, бидејќи имам интенција да се приклонувам кон емоциите што ги вози гостинот и после ми смета. До 2 сат не можам да заспиам, зависно од енергиите што се извадени. Сакам да ти кажам и да го нагласам еден миг што мене, како површен емотивец, многу ме трогна кај Кочо Рацина и свеста за едно време. Прво за името, кога разбрав, мене ми беше чудно дека он Коста Солев Апостолов Рацин. Да. Тоа Рацин нема никаква допирна точка со неговото семејство. Нема. И кога разбрав дека се работи за некоја девојка Раца, во која бил заљубен, и која му била муза, која му била идеал, и на која никогаш не и пристапил, таа никогаш не дознала колку он бил заљубен и каков завет за вечноста оставил од неа, а она не го ни знаела тоа. Па се викам,
ние читаме Оркански висови, читаме такви едни емотивни класици. Види го, човеков го живеел тоа, ние што Тоа е фикција, а ние имаме реалност. Ние имаме реалност. Виси колку возвишена љубов. Он сметал дека е вулгарно да дојде, да ја допре, да избори, дека тоа ќе ја... Мислам, тоа е... И сега, знаеш, онака како... Прво како дете, малце, знаеш, она не го разбираш, подоцна викаш, чекај бе. И после како ти се случуваат емоциите, некако ги викаш, вау, па ова е која димензија е на Да, токму така. на креација. Токму од друга страна, тоа е вистинскиот впечаток. А од друга страна го имаме борец за правдина, за социјална правда. Да. Мислам, тоа е неверојатно каква личност и потполно те разбирам зошто говори за него. А и сум имал гости овде, например, Рус Јаков. Нам ни недостасува еден сериозно добар филм за Кочорација. Да. Имаше еден, нели, проект таков филмски. Но мислам дека многу е подлабока приказната. Да. Затоа зборам многу посериозно. Кога би се снимил филм на таа тема, мислам дека би бил далеку подобар и од Англиски пациент. Мислам, според мене Англиски пациент е филм кој што... Слободно кажи. А ептен ќе се согласам со тебе. За мене е тоа и романтика, и револуционерни чувства, и искреност, и шпионажа, и... Но спрема ова е многу плитко, искрено за мене, да ти кажам. Едва и го догледам филмот. Да. Ете, го тераш овој факултет, ја откриваш и литературата како аспект на своето делување. И сега, кажи ми, што понатаму правиш во живот? Сликаш, пишуваш, пееш и многу моите колеги, нели, по твои насоки, кога те представија по име и презиме, естраден уметник. Дека естраден уметник многу тешко се поврзува со уметност. Како е естрадата денеска, која е крајно вулгаризирана, која е крајно површна, еве, ти со гордост кажуваш дека си естраден уметник. Како ги спојуваш тие две работи? Ме интересира ти, инаку во право си, ако еден Брајан Нино и еден Брајан Фери се естрадни уметници, а создаваат уметнички дела, тогаш нема што да правиме муавет. Да. Како? Пак во последно време, во суштина, ние учиме секогаш. Луѓето сме такви. Значи, нема врска колку години имам, колку искуство сум стекнала и какво добро, лошо. Нели, животот носи секакви искушенија низ кои што мора да поминеме, нели? Меѓутоа, јас пред 2 години некако преку друга личност успеав да се пронајдам себе си, не во споредба, туку ете сама на себе си реков, да, па ете имало и некој како мене што размислува, иако го сместуваат во естрада, ама личноста е сестрана и сега некој може ќе каже, ете тоа е клише или не знам како. Некако сите своји идеи и за настап, и појавување во естрада, и сето она што го работам во музиката, со тој интензитет и што сакам да го работам, јас го пронајдов, например, кај Салвадор Собрал. Ете. Значи, буквално го доживеав како некој свој. И тогаш баш и дома коментирав, реков, па ете го, тој не е таков тип кој што би се очекувало да излезе нели на Евровизија, пак уште и да победи, ама излезе и едноставно им одржа лекција на многумина. До тој момент ниту сум се интересирала за Евровизија и од тој момент наваму така, ама тоа нешто за мене навистина многу значи, затоа што како појава тој човек значи многу, доволно е само да го видиш да ти стане јасно за што станува збор, а не пак неговите интервјуа подоцна, неговите гледишта за Евровизија, неговите гледишта за она што го работи, колку тој ги сака јазиците, колку брзо може да научи еден јазик, например, кој што не е сроден некој норвешки јазици, сега во моментот учи, оди по емисии, нели дали беше во Шведска или во Норвешка, веќе некој процент го поднаучил јазикот. Он е португалец, само за атер на гледачите да кажеме? Да, од Португалија што беше пред 2 години победникот, кој што нели имаше и трансплантација на срце, за среќа се тоа добро се заврши. Сега е многу добар. Јас го следам и ми е така некако многу позитивна енергија ми шири
и се радувам кога ќе сретнам такви луѓе, без разлика дали се тука кај нас, било каде, на интернет, без разлика, по медиумите. Значи, тоа ме радува, што има такви позитивни луѓе кои што, ете, без да знаеш, ќе ти укажат на нешто што го поседуваш или каде би можел да се коригираш евентуално. No, многу е интересно, обично луѓето, видиш, очекував дека за своји инспирации ќе ми кажеш некои луѓе кои многу повеќе попознати биле во светот на умистоста и естрадата, одошто еве некој современик, така да ми изненади, малку ме збуни, ќе те прашував за твоите инспирации. Имам доста инспирација, значи предходно. Да, да, затоа што овој го акцентираше некако малку повеќе од другите. Тоа е нешто последно што нели сум дошла. Те допрело. Да. А инако, ако почнам уште од детството со музика, значи мене ме интересирале стилови како што е стилот на Бјорк. Значи можам да кажам дека од 13-14 години си слушам Бјорк. Ја разбирам. Исто Архангел. Тоа благодарение на моја роднина која што малку, значи постара е малку од мене и некако покрај неа јас Ти ке ми беше најголем фан да беше у Скопје тие години 103 кога ја теравме во незините златни години. Да, па мислам ова што го збориш ние тоа го работевме секојдневно. Тоа ни беа проектите. Бјорк, мислам никој не ја пушташе на ниеден медиум освен 103 или Ник Кейв или Future Sound of London, Orb Orbital, не знам, Sonic Youth и тоа се работи кои еве Лиза Жерар ни доаѓа. Кога? Наскоро, бидејќи на турнеја се Dead Can Dance, настапуваат во Белград, во Софија и во Солун. И сега ја цел напнат вака, стомакот ми се згрчи, викам дали ќе чујам, имаше нешто се пушти абер, но нема да бидат Dead Can Dance, ама Лиза Жерар ќе одржи самостоен концерт во Скопје. Мислам, се пропуштали такво нешто? Никако. Добро би било да се спомене тука и Брендан Перен или од Dead Can Dance. Кој па за мене е врв во целата работа. Значи нешто страшно, јас Мери, ние тоа го слушнав. Како да ти кажам, тоа беше есенцијата на 103. Да. Ние една цела група тоа го живеевме и многу те разбирам во целава приказна. Како ти кажам, органски те разбирам, не само вербално и интелектуално. Затоа што тоа се работи кои обликуваат музиката од друга страна. Знаеш, ние ги знаеме Битлси и они ја направија револуцијата. Ама никој не сваќа зошто и како. Но за да има едни Битлси мора да има една силна андерграунд сцена каде што уметници ќе експериментираат, ќе прават чудеса, а после тоа ќе се одрази на мејнстримот. И секогаш било така. Нормално е. Еве, например, да го земеме спојот Ник Кейв со Кајли Миног. Ник Кейв има автобиографски филм. Како беше, кога ќе пресметаш, насловот е колку часови тој е тука на земјата, од раѓање до моментот. Да, така. И тоа пред трагедијата да му се случи со синот. Значи, сите знаеме Кајли Миног дека е поп пејач. Да. И комерцијален лик. Најкомерцијален. Да. А Ник Кейв е нешто што е, не знам, мислам, не може секој да го слуша и секој да го свати и да го доживее. Не. Сега тој создавал музика, некаква, најверојатно си го гледал и филмот. Кажува дека јас создавав музика, меѓутоа мене ми требаше еден вокал женски кој што ќе ми го заинтерпретира тоа што јас го имам замислено со таква и таква боја на глас. И баравме, имав идеја, сакам Кајли Миног да биде. Како да допреме до неа, тогаш незиниот подем. Ако раскажи го тоа. И менаџерите на Кајли Миног некако не биле достапни, ама негов колега, нели, член на бендот негов, му кажал дека во моментот Кајли Миног е во врска со на Инексис Майкл Хачинс. Майкл Хачинс што се самоуби, така. И па нема проблем, јас со него сум пријател. Пошто Майкл Хачинс беше многу кул фраер. Да. И, значи, и тројцата се нели од Австралија. Така седнале некој опуштен разговор во, не знам, некаде. И се договориле.
И за да прифати Кајли, ја однеле на негова свирка, настап. И сега таа опишува сценава е како се возат во кола, значи Ник Кейв е шофер, а Кајли седи назад и сега таа раскажува. Кога го видов, толку беше драматично, ми изгледаше како едно древно дрво, значи каков опис страшен. И така некако влегов во приказната и кажав, ама нема потреба моите менаџери, јас готово прифаќам да го работам сето тоа и таков еден многу чуден спој да се спои неспоивото, ама излезе навистина многу добар албум. А во суштина албумот е посветен, сите теми се посветени на ликот и делото на, дури ми е онака блам да спомнам, серијските убици кои што се веќе и не знам, како се третирани како познати личности, за нив се зборува кој како би ја сватил работата. Ние доста го анализиравме тој албум на 103 и бевме доста онака контраверзени, бидејќи се сметавме правоверни. Поезијата што беше напишана е напишана од зборови дела и остатоци од текстови кои ги оставиле серијски убици пред да бидат екзекутирани. Да. Во оној познат famous spot каде што нели она лежи во вода, суштината на она што го збори е тоа е малце доста слоевито и малце вика се што е убаво треба да умре. Да. Значи тука е суштината на целата поезија. Имаш една прекрасна ангелска појава како Кајли Минок. Можеме да збориме сакам не сакам, ама она изгледа стварно кога ќе ја стави камера ја сака незе. И го гледаш овој стварно како древно дрво, феноменален опис. И одеднаш нели во таа приказна вам вика се што е убаво треба да умре. И сега нели тоа е малце фрапантно, драстично. И веднаш доаѓа прашањето зошто? Ама на крај све умира. Да, во суштина на така е. овој материјален свет. Бидејќи убавината не може да умре, обстанува, но сепак предизвик да чепнеш во известопоерен ум и од таму да извадиш убавина е поезија, да. Мислам дека е божествена категорија. Да. Тоа значи да си ги избришеш сите своји предрасуди и да го гледаш тој таков перверзен, никаков лик кој ние со задоволство би го задавиле, да видиш што убаво останало од него. Најверојатно таков е влезот во рајот или пред Свети Петар или пред рајските порти, кој ќе видиш што останало добро од тој човек, бидејќи лошото го знаем. Има ли нешто во него, бидејќи велат спасение, нели покајување и за сето она, убавината, а убавината по дефолт треба да е уметност. Да. Па, нели според Платон и Платоновата школа и нели филозофијата негова, музиката не настанува заради тоа што композиторот нешто ја создава така сака, така му дошло. Тоа е некаква порака што ни доаѓа од оној што не создал и само ние сме медиум кој што ја пренесуваме таа порака до другите луѓе. Па така и во право си кога кажуваш дека тоа е веќе една слободно кажа божествена работа да се допре во нечи таков ум кој што е нечист и од тоа да се извади нешто убаво, можеби тоа е некоја порака која што ние сите треба да ја сватиме. Еве јас како гледам, која порака би била, која порака е тука пренесена. Нам на луѓето не ни е оставено да судиме ние за друг живот. Пак и извршувањето на смртна пресуда некако нам ни доаѓа да го направиме тоа со некој толку лош што направил такви гнасни дела. Ама пак немаме право затоа што ние не сме му го дали животот. Ние имаме земни закони, ама Божиот закон е Божи закон. Ние можеме да изолираме такви луѓе и треба да ги изолираме, едноставно да не бидат штета, но мислам ако знаеш има една можеби и тоа е пораката која што е пренесена, не знам. На крај понекогаш знаеш уметноста па и не бара да биде анализирана, Мери. Да. Знаеш, вадиш уметност, вадиш убавина, вадиш естетика. Што е позади ова? Нема. Како слика на Джейсон Полок. Праше го дали он кога прскал со бојне, имал конкретна. Не бе, тој искача од него. Да. А што ние ќе видим? Имаше еден автор, кога пред да се запознам со Брајан Ино за амбиенталната музика, ме дојми 75-6 година, се викаше Клаус Шулц. Млад човек, прекрасен, со долга коса, убав, што да ти кажам, еден бел албум, амбиентален, реткост.
Многу чудно и тешко за слушање во тоа време, каде што имаше конкретни форми. И сега се обидувам да се анализирам среќа на плочите, па имаше некои објаснувања, па тексти. И он имаше напишено, вика, ја давам бело платно, шо ќе насликаш, што е, вика, твое. Така да, вика, ова не е завршен продукт, ова не е финален продукт. И јас се одушевив. И одеднаш ја, од пасивен слушател, станав активен. Така да, ако нешто научив мери у животот, тоа е кога ќе се одушевам од некоја уметност, од нешто. Не го прашувам уметникот што сакал да каже, бидејќи длабоко ќе се разочар. Ти можеш да видиш такви чудеса. Да. И да си во право, а он да го повело нешто толку бизарно, која е онака не заслужува внимание. И тука е доказот на она што ти го кажуваш. Дека ние сме само некакви антени на некакви енергии кои ги пренесуваме. Но тоа не исклучува нас дека ние не сме дел од креативниот процес. И тоа како има твоја личност и твоја креација. Да. Не добиваш ти готов продукт, па си го насликал, а Господ тебе ти сипнал малце поише. Да. Не. Тука има некаква предиспозиција. Тоа го јас го карактеризирам како треба да ми биде чест, не да сум горда, туку да сум достоинствена, да останам достоинствена, да ми биде чест што токму јас сум избрана за таква мисија или било кој, јас сум во случајот тука, кој да е. Значи, има некаква приказна, има некаква причина зошто јас и зошто на таков начин. Дали и понатаму си има и генетска предиспозиција, нели животот те создава, те креира, сите случаи, се што ти се случило во животот, искуствата, годините, љубопитноста. Значи, од љубопитноста многу лесно се доаѓало до генијалноста и така. Имав еден уметник, гостин и го прашува, викам, зошто го правиш тоа што го правиш? Зошто креираш уметност? Вика, ја очекувам некој возвишен одговор. Нешто ќе ми каже, онака слојови, ми вика, затоа што ќе експлодирам ако не го правам тоа, вика, ја немам избор. Зошто ти твориш? Зошто творам? Вака, многу е абстрактно ова, да, нели? Мора да сум размислувала, да. Ама има повеќе работи, повеќе аспекти. Од една страна, за да се искажам вистински, затоа што само на празната површина можам да си кажам јас што сакам и да ме разбере, без приговори, колку да е тоа позитивно или негативно, да излезе од мене тоа, токму така што и кажал и човекот за кој што кажуваш, затоа што ќе експлодирам ако не го направам тоа. И заради тоа што јас сакам да ја пронаоѓам убавината во се и се што. Значи, буквално во се и се што наоѓам, убавина, дури и во грдите работи. Некогаш ќе ми речат, пример, гледаш хорор филмови, ама не хорор трилер, да има приказна, да има мистерија. За мене тоа е уметност, убавина. Не значи приказната е лоша, во ред. Некој се плаши, не може да гледа, во ред, и тоа е во ред. Ама јас ја гледам креативноста на што го создал. Колку длабоко навлегол во работите. Значи, за мене, она што ме интригира, ми значи ме тера да размислувам, да одам напред. Јас не сум тип кој што сака да мирува, кој што сака да одмара денеска, да си седне пред телевизор и така да си одмара и да си гледам, да се чувствувам во одредени моменти заморена, ама многу ми е полесно кога се одмарам со креативна работа која што сакам, значи да ја работам, имам некаков порив во себе, морам да го остварам тоа, морам и на крајот на краиштата да инспирирам и други луѓе кои што евентуално покрај мојата работа би се пронашле себе си. Затоа што уметноста е многу хумана работа. Ги наведува на луѓето на убави работи и би требало да ги наведува на убави работи. Да не навлегуваме сега во такви моменти, пример психа на некого, го користи тоа за да не знам што да направи, да влие на некој негативен начин, како и да е. Но уметноста сама по себе е убавина. Многу луѓе кои се посветуваат на уметноста, само со тоа се занимаваат. Ти не. Ти правиш некаков, колку што успевам да те сватам, ти коригираме, нели? Дека ти
ти не екзистираш само од уметноста, туку ете и практична си. Работиш, правиш емисија, не ти е само емисијата, ти имаш и работно место. Како ми спомна, библиотекар. Библиотекар сум, да, во основното училиште Стив Наумов Гази Баба и еве ги поздравувам во оваа прилика сите колеги, да не ми се налутат, нели? Апсолутно да ги поздравиш, Так. сигурно им е драго што ја гледаат својата колешка. Ова е, но колку, ете, онаа секојдневица, онаа рутина, ти го одзема ова, или напротив, тоа е твојата енергија, баш сакаш така да биде кој што е? Па и енергија, затоа што сум забележала дека кога си активен на некаков професионален план, без разлика каква и да е таа професија, значи дали се соодветствува со степенот на образование или не, за мене секој креативен човек и тој што сака да работи пред се и да се истакне себе си на позитивен начин и да е општествено корисен, а и за себе корисен многу, не може да му пречи работното место, затоа што секогаш ќе изнајде некаков креативен начин. Секогаш ќе изнајде начин нешто што е позитивно да го пренесе на другите. Не може секој. И во случај да, но би требало. Јас мислам дека тогаш би бил светот многу поубав, кога би се занимавале сите прво со себе си. Ете, тоа е тоа што би не спасило сите нас. Зошто да се занимаваме со некои дневни актуелни теми кои што се минливи од денеска за утре. И тоа е нечи живот, нормално, ама тоа е минливо, како и моите работи што се минливи. Ама треба да биде добро, треба да инспирираш, треба да се инспирираат луѓе, треба да им се покаже дека во се се наоѓа смисла, во се може да се најде позитива. Барем јас така размислувам. Не. Мене така ми е полесно да го живеам животот. Инстинктот, добро ти, инстинктот и твоите размислувања се сосема во ред затоа што кореспондираат и со некој. Си чула за Сачи. Да. Сачи е голема маркетинг агенција која е мецена на многу уметници, особено оние авангардни до вулгарни. Има една филозофија која ја тера Сачи дека смета еволуцијата кај човекот нема да биде, ја е парафразирам, не е тоа, туку како ја разбрав, дека еволуцијата на човекот нема да биде сега ние ќе стануваме енергии, не енергии. Тој малце битно дали ќе добиеме крила или големи палци за пишување SMS. Маргинално. Искуството на она што го имаат нашите предци, што го имаме ние, што ќе го имаме во иднина, ќе не направи да се што ќе правиме во животот биде уметност. Одстанување целиот ден до крај на животот. Секое наше дело, секое наш јадење, миење заби, спиење, водење љубов, идење на работа, копање, се да биде константна уметност во движење. И мене, тоа е, мислам, мене ми е многу па компатибилно со православието, кое од тебе бара стално еден подвиг и подвиг на љубовта. Да си позитивен во секоја работа и да уживаш во се што го правиш. Ја не верувам у позитива, Мери. Не постои позитива, негатива. Тоа има само во струја. Постои љубов. Тоа е таа позитива, таа е таа енергија. Одземи е таа енергија и што имаш? Ништо. Како во песната над песните. Ако немам љубов... Браво што ја знаеш. Што би требало секој да ја знае од основно училиште, за жал не ги учат. Немаме ние предмет, еве во училиште работиш. Ги учили некои децата за љубов. Знаат ли они? Не, они за љубов знаат нешто го мешаат со секс, со допир. Со симпатија, со... Не знаат за љубов. Имаме ние, има и, најверојатно има и во другите училишта, етика на религија. Јас со колешката, нели, супер стојам, се гледаме често и таа ги учи на тие вредности. Да, и често разговараме. И правија некаков проект, па во еден од ходниците беше на голем хамер изложена значи оваа песна, песната над песните. Да. И јас сум пријатно изненаден и фала ти што ме демантираш. Yes, thank you very much. Леле, колку мрзам да сум најпаметен и се да знам и колку сакам кога некој вака ќе избрише патосот ме. Јан го кај, полека, седи, видиш убава работа, раскажи ми повеќе за ова што знаеш. А колешката ќе ти ја викнам у емисија, па со неја ќе разговарам. Доколку е расположена, нема проблем. Да, апсолутно. Па да, таа ги,
Тој е таков предмет што ги учи нели на правилните вредности. Не. Таму е малце, ја го гледав тој предмет, малце, нели, колку да научиш етика на религија, ова е будизам, ова е христијанство, ова е католицизам, ова е ислам и така натаму. Но твојата колешка отишла малце повеќе, види колку инспиративно. До нејзината личност е сепак, јас така сметам, навлегла повеќе во материјата и некако мислам дека таа ги учи децата на животните вредности. Да љубовта да биде сватена како нешто универзално, а не ограничено. Не може љубовта да биде ограничена. Не, каков нонсенс, тоа е една енергија. Затоа што кога од прв пат им се спомнува на децата, знаете вие што е тоа љубов и почнуваат да се смешкат, нели? Секој има симпатија, секој. Меѓутоа, секако дали повеќето, дали релативно е, ќе сватат луѓето што значи тоа љубов. Не кон спротивниот пол, не кон татковината. Кон све. Не кон родителите, не кон себе, кон се. Кон се, ама буквално кон се. Буквално. Буквално кон се. И подоцна тие тоа ќе го сватат, но многу е добро што таа им го представува тоа на децата уште од мали нозе така. И се труди, и ги воведува во православието на некој начин, еве сега за Великден, во црква, во населба Автокоманда, имаше организирано хорче од училиште, значи децата останаа до крај. Прекрасна мермерна црква таму? Да. Во Автокоманда? Кај што се гробиштата? Да. Прекрасно. Значи до крај останаа децата и ги на следев на литургија, и ги следев. Јас не забележав кај тие деца некаква одбивност или дека име значи ги подготвила, они знаеле што се дешава. Обично досадата доаѓа кога не знаеш што се случува. Да, и многу интересно. Браво, јас се восхитив. И навистина да ја поздравам во оваа прилика. Мило ми е што сум запознала таква личност и има и неколку личности во училиштето каде што работам јас, кои што навистина го сватиле православието така како што е. Тоа не е апстрактна форма, значи Светото писмо не треба да се свати како една апстрактен текст кој што сега ова го читаш, но има некакво скриено значење кое што треба да се анализира. Не, тоа е за секого. Не, според мене Библијата е приречник за животот, ако те интересира економија, слободно можеш да се исконсултираш, брак се консултираш, семејство се консултираш. Па и за готвење. И за готвење, да, токму така. Па токму нели збориме тоа, Мери. Значи се што одбираме во животот не е важно дали ќе сликаш или ќе бидеш родител или ќе одгледуваш кучиње, мачиње. Ти ќе бидеш уметник ако со љубов се внесеш во тоа. Ти креираш. Може би не правиш слики, не правиш такви дела и така натаму. Тоа е твојот избор. Ама истата енергија ја имаш и ти, ја има и он, ја има и секој. И тоа е една енергија, а како ќе ја користиме, тоа е слободата што ни е дадена. Да. А тоа пак не значи, би го истакнала, дека ние луѓето треба да се раководиме според ова и јас можам да правам што сакам. Па прави што сакаш. Ако те води љубовта, можеш да правиш што сакаш. Бидејќи љубовта не може да те Ама не може љубовта да те воведе во блуд, во разврат, во криминал, во грев. Не може. Затоа што љубовта е нешто чисто. Така. И возвишено. Како може тоа да... Тоа не е љубов. Кога е нешто валкано, не станува апсолутно збор за љубов, станува збор за... Нели што е според мене љубовта е омраза. Еден од моите омилени жанрови е научната фантастика и пораснав со класиците научната фантастика и го читав Исак Асимов, кој вели, вика, еволуцијата на човекот, вика, ќе биде тоа што ќе идеме вселена, пак има ограничувања, гравитација, зрачење, ово, она и ќе мораме. Ќе менуваме делови со механички делови, ово, она, ваму, таму, за да ги издржиме, оти ќе не влече тоа. На крај, вика, конечно, вика, ние ќе треба да се претвориме у енергија и да патуваме, вика, бесконечно брзо на бесконечни места. И тоа е еволуцијата на човекот. И сега, во суштина, како го запознавам религијата, и како ги читам делата на светите оци, значи, светите оци, што толку го се вознеле во подвигот на љубовта, они физички се трансформираат. Нивните тела не се распаѓаат, а имаме и неколку примери, сега не морам, ама
ние ги знаеме колку сме таму, на вознесување. И сега тоа е чудо. Што е вознесување? Вознесување е преоѓаш у другата димензија, на оној свет, со се тело. Како е тоа можно? Па токму тоа ти збора. Кога секоја клетка ќе ја претвориш во љубов, таа енергија веќе цела те изменила и ти си веќе не мораш дури ни смртта, веќе си ја победил за живот, смртта си ја победил. Не мора да ти дојде оној. Така да, ова е таква научна фантастика, ова е таква фантастика, ова е толку слоевито и затоа ги разбирам уметниците кои творат и луѓето кои прават било што со љубов, а заради тоа и страдаат, бидејќи мора да почувствуваш болка, бидејќи не можеш да знаеш ако немаш болка, немаш критериум. Болката ни е критериум, страдањето е критериум за да сватиш што е лекот и меленот. Така што како денот и ноќ, така. Многу ги разбирам. Не е делото што го правите за да остане, демек кога ќе останам ја, ете останал дел од мојот вечност. Не. Тоа се вашите капи со кои сакате да останете, да влезете во вечноста. Тоа е љубовта, инстинктивно ви доаѓа. Ниеден жив створ нема свест и подсвест за ова, освен човекот што покажува дека сме од дух создадени. Да. Уметноста е, и затоа многу ми е драго што вечерва дојде и ги отвори овие теми. Так, благодарам. И малце поише зборам него што треба, ма ме инспирираше искрено да ти кажам. Драго ми е. И сега да дојдеме, пред да ја направиме паузата, би сакал, нели, ќе го промовираме и ова твое дело, бидејќи не донесовме слики, не донесовме книги. Дали имаш изложба, дали имаш слики, дела, дали имаш поезија? Не си правила. Не сум направила до сега. Го чекам вистинскиот момент. Работам постојано. Значи, не сум застанала, работам. И го чекам вистинскиот момент. Сакам да го направам тоа што ќе застанам конечно. Чувствувам дека тоа ќе се случи нели за брзо, а можеби не сум имала доволно ни време да се посветам конкретно на таа работа, затоа што ете токму таа пауза што ја правев околу студирањето, подоцна размислив и со консултација со професорите со кои што соработував подоцна од Институтот за македонски јазик, Крстем Исирков, решив и да магистрирам, нели барем да завршам еден циклус. Браво. И го посветив добри 3 години на собирање материјал, конкретно фразеолошките изрази во Прилеп и Прилепско и нивната честота во романот Фурии на Сотир Гулески, кој што е нели прилепчанец и кој што пишува во 4 дела роман, пишува за Прилепската чаршија како еден центар на случувањата во цел регион нели Прилепски и приказната се одвива нели во 2 века. Значи уште како турците дошле до како и завршува Втората светска војна. Така и ми се вика магистерската теза. Како се вика? Магистерскиот труд, фразеолошките изрази во Прилеп и Прилепско и нивната честота во романот Фурии на Сотир Гулески. Малку е долг наслов. Ако, сакам, доискажи се и сакам за првиот збор, фразеолошките изрази. Малце вака од тој фолклор сакам да чујам. Така. Сега, нормално, научната работа секогаш во најголем број случаи се темели на истражувачка работа. Апсолутно. И одзема време, особено кога станува збор за јазик, кој што е жива материја. Сега во однос на фразеолошките изрази во Прилеп и Прилепско јас морав да обрнам внимание и на фразеолошките изрази, но и на самиот прилепски говор со своите карактеристики, тоа веќе е и диалектологија. Мојот ментор, професор доктор Гоце Цветановски, е диалектолог, нели, и имав неколку предмети кај него во Штип. Дојде до идеја професорот при завршувањето на студиите, јас додека бев во Штип, да влезам како волонтер на 2 проекти, кои што ми помогнаа, нели, бански говор, монографијата и словачко-македонскиот речник, каде што јас и уште една колешка работевме и ги завршивме со професорот, нели, проектите. Сето тоа ми помогна да го завршам и мојот магистерски труд, кој што бараше време. Значи морав да контактирам со многу луѓе кои што се родени говорители од Прилеп,
Значи, прилепскиот говор со своите карактеристики, но да се издвојат оние фразеолошки изрази кои што се карактеристични за Прилеп и прилепскиот крај, затоа што денес, како што е се глобализирано, многу и од тие фразеолошки изрази се користат, да, секаде. Секаде може да се сретна, сега може би во некоја друга форма, ама токму поради тоа пак се правеше и една споредба, компарација со и нивната честота во романот Фурии на Сотир Гулевски, каде што пронајдов фразеолошки изрази кои што ретко се користат денес, се користат од постарата генерација, веќе она стара генерација прилепчани. Сега да се навратам малку. Би те молел, ако онака нешто ти дојде, ако не во ред, да, не инсистирам. Може би во текот на разговорот. Така, затоа што ми интересира, ова е интересно, ова е дел од историјата и дел од културното наследство на нашиот народ, на Македонија. И ме интересира, овие фразеолошки, дали испитуваше, освен што ги анализираше, дали ги испитуваше и хронолошки, од каде датираат или од кога датираат? Пак, дали тоа може да се следи? Според романот Фурии, многу јасно се доаѓа до заклучок дека некои од тие фразеолошки изрази датираат одамна. Значи, што е тоа одамна? Па, ете, конкретно во случајов пред 2 века се користеле, денес поретко. А денес со глобализацијата и самите фразеолошки изрази се создаваат и нови. Новите генерации, како што се говорат, како што се комуницираат меѓу себе, така и се доаѓа до нови фразеолошки изрази, кои што нивното настанување не е нешто официјално, да се договорат сега пак да настане некој фразеолошки израз. Значи, честотата на користење на еден израз кој што опишува една ситуација со една реченица конкретна, во затворена, заклучена форма. Ете, тоа е фразеолошки израз и многу често може да се помешаат со поуки, поговорки, имаме тука и клетви, благослови, кои што еден израз и во клетви, благослови, во клетви спаѓа, во благослови спаѓа, во поуки, во поговорки, нели, ама и е фразеолошки израз според тие карактеристики кои што ги има. Дали во него се содржани современи зборови или архаични, стари зборови кои бара малце повеќе знаење? Има и со интернационализми, има и со изрази кои што денес ги користиме. Значи, секако вид. Тоа се веќе подгрупи, многу рашленување бараше, многу обемна тема. Ми беше задоволство кога ја завршив и па речи си пред една година, 4 јули 2018 лани магистрирав. Така се развие на одбраната една многу интересна, квалитетна дискусија. Да? Да, професорите кои што беа присутни беа многу заинтересирани и продискутиравме за некои од значи, фразеолошките изрази. Пример ги интересираше изразот удриме со капата. Во смисла има израз удриме со капата. Да. Добро. Или сметнија капата и удриме, баш така некако на прилепскиот говор, во смисла дека двајца разговараат на иста тема со исти квалитети, пак сега да не доаѓа до некоја конверзација, знаеш, ти кажа нешто негативно, јас тоа го помислив или така, во таа смисла. Значи, со една реченица која што кажува многу. Има доста такви, доста фразеологизми. Гледав што е можно повеќе од оние со архаични зборови да ги извлечам, за да не испадне на крајот дека нашиот јазик полека изумира, а во фразеолошките изрази се гледа вистинското богатство на еден јазик. Так. Како и во говорите, затоа што сепак една стандардна норма на јазик произлегува од сите говори и апсолутно не се согласувам, дури некогаш и ми пречи, не дека се лутам, но ми пречи кога ќе кажат тие од Источна Македонија зборуваат вака, така, не се согласувам. Мислиш на омаловажувањето? Да, во смисла не разбираме. Мислам дека денеска како никогаш досега има една работа дека прво се бара зачувување сериозно на македонскиот литературен јазик, но голема популарност добиваат дури и шарм, дури и инспиративно. Ја, например, моите гледачи ги терам, ги
посакам, мене ми е убаво на уво да ги слушам, Да. кога ќе се јават од цела Македонија. Од Охрид со нивниот Да. дијалект, од Струмица со струмички, од Берово Беровски. Така. Иако се слични, имаат некоја... Сето тоа е богатство, сето тоа е македонски јазик. Како што и македонскиот литературен јазик е дел од македонскиот јазик, така и кумановски, прилепски. Тоа е богатството. Така и настанува литературниот јазик со колку почесто се користи еден израз, односно колку по една лексема, еден збор, што почесто се користи и на пошироко подрачје употребена, тогаш слободно може да влезе во литературниот јазик, а сите знаеме, нели, литературниот јазик се користи за, нели, официјална комуникација. Сепак и во зависност каква е таа, на кое ниво се одвива таа комуникација. Сега не можеме ние во некои крајно опуштени емисии каде што акцент се става на сосема некои други работи, да очекуваме дека некој треба да кој ние извештачени дијалози во македонски филмови кај што се инсистираше на литературен јазик и тоа звучеше толку неприродно, пластично, некако вештачки и не привлекува. Ама затоа кога некој политичар значаен на позиција во држава ќе почне да ти збори, па не ти е во ред, нели? Значи си бара и многу си во права, нели? Официјалниот јазик да си го задржи своето место. Оно што сакав да те потпрашам за фразеологијата, кажи ми, во зборовите што ги наоѓаше, спомна архаични зборови, дали претежно доминира турцизмот или има и зборови кои малце се, ајде да кажам, поегзотични, кои немаат допирна точка со турцизми, а денеска не се во употреба, да речам, ајде да не речам старословенски, али можеби, не знам, некој поднебје онака. Има, најзастапени се турцизмите со оглед на нашата историја, нели? Но има и зборови од грчко потекло, кои што кога ќе ги сретнеме, не сме свесни дека се од грчко потекло. Сметаме дека се од турско и подоцна. Сега со конкретен пример јас не би можела да подкрепам, нели, ама има на пример на југот на Македонија се употребува за лубеница карпузот. Да, да. А тоа е од грчкиот карпузи. Да. Имаше има и србизми многу. Но мислам дека Но тоа се понови влијанија. Да. Дали налетуваш на влијанија кои се отпред турско? Или тоа е многу тешко вака да се детектира? Мислам дека има. Мислам дека имаше. Не сум сега сосема сигурна во примериве. Мислам дека имаше или пак во можеби во самиот начин на не знам, на изговарањето на еве на пример поздравот за Великден Христос воскресе, вајстина воскресе. Сите знаеме од кој корен. Црковнословенски. Да. Така. И тоа е нормално пред воопшто турците да дојдат тука. И тоа останало до ден денес. Јас тоа сум го слушала од мала во фамилија кога сме оделе со татко ми, како што е обичајот во Прилеп за Великден, се оди кај најблиските, така на кратко се посетуваат и така се поздравува. Да. Да. Така се поздравува баш. Тогаш ми звучеше баш така екзотично, многу интересно. Ми остави впечаток, ете, не случајно до ден денес сум го запомнила и денес го препознавам. Бидејќи дојде со музика, ние твојата музика ќе ја слушнеме. Би сакал, баш ми е жал што немам представа за твоите сликарски дела, но колку разбрав, работиш масло на платно. Кои се твоите теми? Мртва, жива природа, пейсажи, портрети? Чисто ме интересира, бидејќи не знаев со кого си имам работа малце по-детално, да знаев. Да. Сигурно ќе те замолев да прикажеме од тие слики, но еве нека биде инспирација, бидејќи на гледачите да им повторам дека Мери Тодорова Младеновска е моја колешка. Секоја сабота има емисија овдека на ТВ Сонце, па сигурно тука и може нешто ќе се запознаат малце повеќе со неа. А ја, еве во овој пријатен разговор си најдовме многу заеднички именители. Да. Најчесто творам, значи јас го сакам надреализмот, меѓутоа со една своја представа.
најчесто моите дела се значи представени се реални елементи во една нереална приказна. Значи сакам да се транспарентни, тоа го нарекувам ја слика во слика. Нереални ситуации, тоа му доаѓа како една филозофија на уметноста, секаде си барам јас филозофија, но неретко се случува и да сликаме мртва природа, пейзажи. Не знам, она што мене во моментот ќе ми помогне да ја раскажам таа приказна која што сакам да ја пренесам, без разлика кој како ќе ја свати и колку повеќе мислења добивам за она што јас сум го создала, колку повеќе впечатоци, сметам дека моето дело е се побогато и побогато. Нели, значи, и ти го имаш она чувство дека не можеш ни сама да осознаеш што све има на сликата и интересно ти е во интеракција со субјектот кој го обзервира тоа, како он го доживува и за тебе е едно дополнително искуство. Некогаш го погаѓаат моментот кој што ме мотивирал за да го создадам тоа дело, но некогаш слушам и сосема лични некои приказни. И тоа е добро. Да, за мене е одлично. Затоа што колку и да е неболозно. Напред, нели? Можам да одам напред и да надградувам. На почетокот сметав дека кога работев на едно уметничко на ликовно дело, сакам ова да ставам, сакам ова да прикажам и најчесто мајка ми тука коментираше, па добро, не мораш ти на една слика се да прикажеш, значи има друга, друга, трета, четврта слика, не е проблем, значи ти само сконцентрирај се, смири се. И на почетокот некако ми беше таква бев многу динамична, енергична, па сакав многу брзо да ги завршувам сликите. Брзо, значи во многу краток временски период да направам едно страшно уметничко дело кое што не знам што ќе представува, ама со текот на времето видов дека во суштина кога се работи на едно ликовно дело се комуницира со самото дело. Работиш, оставаш, па ќе ти раскаже некоја друга приказна, па пушташ музика. Конкретно едно ликовно дело кое што го имам и кај мене дома станува збор, темата е печалбарска. Значи, како една жена останала сама цел живот и го чека се уште сопругот да се врати, во незината меморија е заминувањето, ама тоа некако долниот дел значи торзото, е транспарентно и се гледа позадината, а мислите и се некаде кон некоја светлина. И сега да не одам до детали, кога ја работев таа слика, најголемата инспирација и најсилните емоции јас ги исцрпував од една нумера на Омар Фарук, значи I love you се вика, така е насловот и буквално на репит ми беше поставена. Толку, значи, композиторот многу убаво представил со музика какви му биле него чувствата во моментот кога ја создавал, што буквално некако се согласи со делото кое што го работев и денес кога ја гледам, значи, само што ќе ја погледнам, мене веќе ми тргнува во мислите истата таа нумера. И кога сакам, значи, луѓе кои што ми се така блиски, со кои што можам да разговарам на тие теми, најчесто го правам тоа, ја гледаат сликата и им ја пуштам темата да видат барем малку да им доловам од тие моменти кои што сум ги поминала, што се вредни за паметење и кои што, значи, ми представува огромно задоволство секогаш кога се сеќавам на сето тоа. Додека ти говориш, јас се обидувам да најдам нешто за тебе малку на интернетот, гледам од промоцијата твоја во јануари дале за албумот на Нова Македонија. Е убаво од нивна страна, но се надевав дека ќе најдам некои слики. Имаш ли своја Facebook страна или своја веб страна каде што имаш такви... На фан страната Лице и дела имам еден албум. Значи, да, со ликовните дела и мои, на мајка ми, на сестра ми.
а исто и имам и на рачните, значи ракотворбите кои што ги работам. Епа, Мери, Секогаш. да те замолам, да те прекинам тука, да направиме пауза, да подготвам малце и сакам Баш. да илустрирам, Нема еве, проблем. бидејќи низ процесов на диалог и на запознавање, еве, откриваме работи, сето тоа не можевме да го предвидиме и спонтанноста сега не носи кон тоа. Одиме со кратка пауза, веднаш по тоа се враќаме назад во студио и продолжуваме. You covered sky with my sadness. Don't want to play with secrets no more. There's some dreams that bring me the ocean, nights full of glitter over my world. You were so lucky, honey, still living through me. Doesn't matter how it hurts. You're still living. I love those cold days behind me. Left and forget it. I have to fly, have to back into my mind. I hear a whisper, I'm living through the darkness. I see the shadows and left behind the bright days. 'Cause you're wonderful, magical. You petrified my soul. Oh, now I'm a dreamer and walking with the moonlight. The streets are empty and no one there's on my side. It was wonderful having you and hold your hand in mine. But now it's only in my mind. Oh, why? You paint my days in your colors. Don't want to think that your world is mine. I'm still healing. Some memories bring me old feelings. Days full of sunlight, nights burned of fire. You are so lucky, darling, still breathing through me. Doesn't matter how it hurts. You're still breathing. I love those sad days behind me. Left and forget it. I have to try, have to back into my mind. I feel your whisper, I'm living through the darkness. I see the shadows and left behind the brightness. 'Cause you're wonderful, magical. You petrified my soul. Oh, now I'm a dreamer and walking with the moonlight. The streets are empty and no one there's on my side. It was wonderful having you and hold your hand in mine. But now it's only in my mind, my mind, my mind. Колешка Мери Теодорова Младеновска е гостин во студио. Во меѓувреме го видовте и спотот од незиниот албум. Темата се вика It's Only in My Mind.
Музика и аранжман е на Јане Дуни Магловски. Магловски. Твој е текстот. Да. И Петар Христов на саксофон. Супер, Добро. Сега, многу зборевме алтернатива, драматични кажувања, а оваа музика има така лесни ноти, Да. фестивалска. Настапуваш и на фестивал? Да, настапував, јас настапував уште на 15 години. Браво. На Мелфест во Прилеп, така што 5 години поминав тамо. И потоа во музиката бев како придружен вокал на Crossroad Blues Band. Значи веќе тука блус музика. На Мелфест настапував секогаш со или рок или алтернатива, во еден момент и со Бjork. Тогаш дури и второ место освоив од жири. Беше уфустан од лебед? Не. Многу порано пред фустанот беше тоа. И подоцна некако, ајде, со блуз музиката, значи блуз стилот, околу година и пол, 2 најмногу. И потоа некако барав некој начин, нели, да се изразам музички со луѓе кои што сакав, нели, да се усогласиме, нели, во стиловите, но како поминуваше времето, дали јас немав среќа или не знам на што да го сега, како да го кажам сето тоа. Кажи ми, кој е Јане? Јане Дуни Магловски е веќе возрасен човек, момчето кое што победи на Мак Звезда. Сега мислам дека беше 2007 или 2008. И се занимава со музика, значи професионално, работи во Македонска опера и балет. Создава музика. Мене ми е веќе и старосвет, 8 години, кога што сум во брак. Ете така испадна и нели покрај сето тоа и со бидејќи е работката. доста застапен Да. на албумот. Збориме за албумов кој све ова е продукт кој содржи 9 теми. Да. Го објавуваш како CD, што е веќе и реткост, нели, како продукт. Да. Зошто објави CD во ова време кога се е онлайн, се е на YouTube, или сакаш едноставно хард копи да имаш од твоето дело? Па и тоа е, ама и генерално сакав да... Ете, тоа беше и желбата на мојот сопруг, кој што навистина активно се вклучи во изработката на албумот и ете да излезе како CD, нели? Што мене ми значи, нему му значи и јас можеби сметав дека и ете, ако биде веќе на поинаков начин, би било добро, но и вака. Сепак добро е да се лезе во пресред кога некој сака да го направи тоа, ете можеби и животна желба му е. Знаеш зашто? Затоа што обично музичарите кога издаваат CD, тој име, како да ти кажам, ги прашував, знаеш, и разговарам со нив, зашто викам трошите пари толку кога све на YouTube се следи, на Facebook и така натаму. Затоа што ми е визит карта, вика, спремам турнеја, спремам голем проект и ова е, вика, многу добро за представување. Секако дека има публика што се уште слуша CD-а, но таа е веќе мала и ова е вистинска моја визит карта што ја правам. И потоа си настапувам на фестивали низ Европа, концерти и така натаму. Дали ти планираш нешто такво поголемо? Сега веќе да. Додека го подготвував CD-то, додека албумот, нели, додека работев на сето тоа, некако полека навлегува во таа приказна да биде стварно, нели, сериозно. Некако не бев навикната на таков приод кон музиката. Повеќе сум тип кој што сака да биде во сенка, нели, не толку јавно да се експонира, но на крајот на краиштата и после многу разговори со многу луѓе и со оние кои што ми се најблиски, навистина сватив дека е гревота и дека е навистина ќе биде огромен пропуст доколку ете не оставам нешто такво и барем малку посериозно да се позанимавам со музиката, затоа што незалудно ми е даден тој талент и не би било благодарно од моја страна ете така сето тоа да помине, да прове. Океј, значи талентирана сум за музика и тоа е тоа. Од моја страна би било навистина неблагодарно. Замолам режијата да го даде мојот компјутер каде што имаме две слики за кои говоревме денеска во емисијата Мери кој ги спомна и еве чисто да илустрираме, така. Да. Ова беше, да? Да. Ова се незини сликарски дела, ова се
неизини работи. Види, немаш ликовна академија завршено, но дали имаш некаков курс или остануваш онака натуршник на ивец или не знам Само курс како по цртање кој што така, сепак посетував имаш еден месец, техника, да, така. пред да се да конкурирам тука на Ликовна академија во Скопје. И толку јас во однос на како сум стекнувала некои знаења, меѓутоа комуникацијата со луѓе кои што се занимаваат со уметност, оние кои што се професионалци се сите кои што решиле да бидат и крајно сериозни кога се занимаваат со оваа работа, но луѓе кои што се академски сликари и сакам да се консултирам, сакам да добивам секакви критики, па дури и негативни. Ако професионалец одреден смета дека во нешто јас сум погрешила или тоа не треба така, треба вака, јас секако ќе го прифатам тоа и ќе го применам. Сепак, откако ќе го изанализирам, колку тоа мене ми одговара и колку личи на мене и на мојот стил, но сепак позитивните критики, односно воопшто критиките ги мислам добре дојдени во однос на тоа како јас понатаму ќе продолжам со таа работа. Мири, сакаш концерти, сакаш настапи, сакаш да сликаш, распленување. Зошто не правиш мултимедијални проекти? Едноставно на сцената може да бидат и твоите слики, на настапот освен музиката може да биде и поезијата, така да што не си направиш еден таков, пошто гледам ти врие и ти се прави нешто, па еве направи го и по-необично и по-богато, не знаеш што ќе испадне. Сега тоа е, нели, тера инкогнита е денес. И таква ми е идејата воопшто, затоа што ако правам едно по едно, некако... Нели? Да, би било најпрвин да речеме да е изложба, пак има огромна пауза, пак е концерт, па пауза. Најдобро е да е сето тоа некаков пакет аранжман, ама многу добро представен, да се направи една приказна, нели, повеќе аспекти кои што ќе бидат поврзани едно со друго и да се даде една целина, нели, токму така пак ќе се навратам да се прикажам јас како личност. Да не биде сега постојано јас правам ова, јас правам тоа, и многу јас не би сакала. Очигледно имаш потреба да се занимаваш уште некој период со себе, некои работи да осознаеш, бидејќи цело време многу акцентираш јас и твојата интровертност. Не зборам тоа како его, и егото е дел од личноста, но очигледно сакаш да ископаш некои работи си реши. Да, па можеби и затоа досега не сум ни направила нешто така поконкретно. Сметам дека треба уште малку. Сакаш недостасува нешто. Советот стар човек од уметници. Секако. Ова што го бараш, ќе го најдеш во моментот кога ќе престанеш да се занимаваш со тоа, кога ќе се дефокусира. Ова во фокус не се гледа. Астрономите викаат, ако сакаш да видиш звезда со голо око, вика која е слаба на небото, не гледај директно во неа. Затоа што нашето око малце е поместена рожницата доле во каде што се прима светлината, и ако гледаш ти не гледаш, но ако погледнеш малце на страна, ќе приметиш звезда. Ќе се вратиш да ја гледаш, ја нема. Да. Затоа што е слаба. Така што и во психологијата има такво нешто, и во креативноста. Ја не сум. Јас само дека ете. Да, па и во животот е така. Кога познати луѓе кога решавале проблем, у оној момент кој ќе се дефокусира од него, ќе му дојде решението. Очигледно дека дури и кога не работиш свесно, ти работиш на тоа. А ќе излезе процес. Да. Ми беше задоволство што те запознав и ми беше многу пријатен овој разговор и искрено да ти кажам, ги подигна критериумите. Сега очекуваме подобри работи од тебе. Овака, после све кажано, тривијални работи, тешко дека ќе ги оправдаш. Да, сега тука би се надоврзала на кратко само, во однос на, кога веќе зборуваме за талентот, последен период, па значи не цела година, имав можност покрај низа некои немили настани со луѓе кои што ми се сега и пријатели, се запознав со дете, момче, кое што е сега полуматурант и кое што е
излезе од една многу тешка животна ситуација. Значи, излезе од ситуација со карцином, но тој е музичар во суштина и е според мене и според многу други, според освоените награди надвор од Македонија на европско ниво, значи трето место, виртуоз на класична хармоника. Так. Дарко Рајчич, кој што во моментот го поздравувам него и неговото семејство и Ива, ја поздравувам многу. Тоа се две деца кои што ете така едноставно судбините не споија и тие немили настани што фала му на Господ ги пребродивме сите заедно. Би напоменала само дека еве кога сме веќе кај талентот, Дарко исто така има огромна желба да се запише во средно музичко училиште, но ете, се трудиме сите, вложуваме, нели, Што труд, сакаш со напор. ова Со ова да сакам кажеш? да кажам, по-конкретно сакам да апелирам до оние кои што се надлежни, нели, да поводат сметка кога еден талент им е вистински представен и кога е веќе очигледно и може да се сретне и да се види, малку посериозно да ја разгледа таа ситуација. На што конкретно мислиш? На Извини, морам. образованието. На образованието. За такви луѓе дека што треба да се направи? Значи, да не се повторува, сакам да кажам, да не се повторува мојот пример. Ете, јас сум била дете кое што имало нормално детство, нели? И сум сакала да се наобразувам токму со талентот кој што генерално е кај мене, ликовната уметност. Но не сум имала прилика. Но во вакви случаи, како конкретно случајот со Дарко, кој што е навистина многу талентиран музички, него воопшто тешката животна ситуација не го одвлекла од тој правилен пат да работи со музика и да биде се подобар и подобар. Би требало, значи самите институции да се заземат. Водител си се занимава со новинарска работа. Дозволи ми малце овдека да бидеме практични. Би посветил емисија, би направиле една емисија. Так. Ти стојам и јас на располагање ако можем. Значи, ништо нема да направиме вака сега со нафрлање. Смисли конкретно што може да се направи. Дали момчето да го поканиме овде во емисија, дали би направиле некоја Facebook страна. Значи, еден концепт да се направи, бидејќи вака ќе им издише. Знаеш, преку саат време ние им збориме за една виша уметност и сега ги спуштаме малце на земја и тој емотивен карусел нема да донесе. Значи, ако имаме ваква мисија, стојам на располагање, дај да направиме за да има поголем ефект. Мене ефект ме интересира. Значи, не само да ја задоволиме формата. Да, па добро би било така што, конкретно да се посвети внимание на сето тоа. Ке се видиме пак, тука сме под исти кров и јас и ти. Ти си на дворешен проект и јас сум на дворешен проект. Така што ти посакувам успех. Благодарам многу. Се надевам дека повторно ќе се видиме, а за оваа тема ќе се договориме и ќе направиме нешто спешал да онака. Па нешто. Благодарам многу. Нема на што. Затоа што и мене, па и на секој што веќе го слушна ова би му значило на вистина многу. Нема проблем. Кажи ми сега со што се одјаво. Уште ова само кажи ми, кој е на омотот? Обвивката? Ти си ова? Да. Да, меѓутоа омотот го изработи сестра ми, која што е графички дизајнер и нивното, нели, студио во склоп на студио Костовски. Сврти се? Сега на која страна? Не може, неверојатно. Убаво, стварно не те препознав. Супер е обвивката. Само одјавија со која песна твоја завршуваме од албумот? Те молам немој да одиш на Томислав Коцевски и Дејан Миленковски, музика и аранжман и текст на Томислав Коцевски, да. А вокал јас? Одјавија колешки емисија, те молам. Ви благодарам за вниманието и што бевте со нас. Продолжете да ја следите емисијата Јади Бурек на ТВ Сонце и уживајте во содржините. Te nema, si otiđe.
give me